Од вчера официјално започна пролетта. Уште пред да пристигне, на југоистокот на земјата се садат раноградинарски култури во пластеници. Ристо Велко во Василево одгледува рана пиперка, краставици, домати и зелка. Но оваа година, вели, бербата ќе биде понеизвестна. Климата е фактор веќе години наназад, но поради војната во Украина драматично поскапели репроматеријалите. Дали нашите земјоделски производи, пред се градинарски, ќе бидат надокнадени со висината на производствената цена, останува да го каже времето, бидејќи знаеме дека кај нас земјоделскиот производител работи без договорено производство, што значи останува стихийно самото производство. Велков е представник на Сојузот на синдикати на земјоделски производители за Струмичкиот регион и председател на локалното здружение Агросојуз од Василево. Вели дека она што земјоделците во моментов ги плаши повеќе и од скапите репроматеријали и од климата е несигурниот пласман во Украина, каде традиционално се извезува голем дел од струмичката зелка. Ако се случи да се уште повеќе намалат количините, згора на тоа, ако се случи и неизнаоѓање решење како и на кој начин да се пласираат производите, мислам ќе имаме енормно намалување и на така намалените површини со засадување на земјоделски култури. Во најголем дел, зелката во пластениците се уште зрее, мал дел е веќе обрана. Тие мали количини завршиле на домашниот пазар. Грижата е што ќе се случува за 2 недели, кога ќе се берат по големи количини за кои не се знае каде ќе се пласираат. Митко Карајованов, заедно со други земјоделци, беше на средба со министерот за земјоделство Љупчо Николовски, на која го соочија со нивните проблеми. Покрај COVID-19 сега се соочуваме со уште една криза. Тоа е војната во Украина. Значи, знаеме дека 80% од извозот на зелката одеше токму во Украина и Русија. И сега треба да се бара алтернатива, да видиме како ќе се ова сето тоа одрази на најпрво на зелката. Генерално, Украина и Русија не се големи пазари за земјава, но се важни за одредени култури. И увозот не е голем, но проблемот е што Русија е најголем производител на амониум нитрат, клучна суровина за производство на вештачките ѓубрива кои ги користат земјоделците. Карајованов вели дека репроматеријалите за производство на ѓубриво веќе се двојно поскапи. Сведоци сме дека ѓубривото ланската година беше некаде околу 650 денари, се 1200 денари. Правам обед за 25 килограми. Значи, тука да се најде некое решение и мислам оти сега во овој момент актуелно е да бидат исплатени барем субвенциите за полјоделските култури. Значи, сега ако во овој момент не се исплатат субвенциите за пченица и за јачмен, значи ние уште ќе влеземе во уште поголема криза со недостаток на пченица и јачмен. Пред средбата со земјоделците, министерот за земјоделство Љупчо Николовски изјави дека откупот на зелка во Струмичко засега се одвива непрекинато, а и дека ја следат состојбата со репроматеријалите и горивата. Во тој дел 13% е зголемено само со ова усогласување износот кој што и градинарите ќе го добиваат по хектар во делот на зелена нафта, мислам дека околу 4300 денари е по соодветната методологија по хектар. Меѓутоа во собрание се наоѓаат измени соодветни на Законот за земјоделство и рурален развој. Николовски вели дека се и во потрага по нови пазари. Министерството ги ангажираше сите сектори, доставивме барања преку Министерството за надворешни работи до сите дипломатски конзуларни представништва, билатерално иницираме средби со сите амбасади и представништва во Скопје и организирани се и предвидени наши посети како што е во Турција и во други земји, се со цел да бараме во секој еден поглед алтернативи на пазарот. Билјана Петровска од Националната федерација на фармери е критична кон власта и вели дека нови пазари треба да се бараат постојано, а не само пред криза. Додава дека не само за зелката, туку дека ќе треба да се бара чаре и за други земјоделски производи кои завршуваа на руско-украинскиот пазар.
Значи, еден од најголемите дистрибутивни центри за рускиот пазар е Србија. Тоа реално со години на таков начин се функционира. И тука нормално ние ќе имаме негативни последици врз земјоделството, посебно врз јаболкото, посебно врз праската сега во летниот период кога ќе се појави, исто така и трпезното грозје. Немаме некои големи површини на трпезно грозје, ама сепак и тука ќе има негативно влијание. Додека проблематичниот пласман на овие производи ќе погоди само дел од земјоделците, поскапувањето на горивата и ѓубривата ги засега сите производители, вели Петровска. Затоа бара итна акција. Побаравме барем овие сегменти како што се ѓубривата да бидат покриени од страна на државата преку субвенциите, па тука побаравме околу 20 до 30% ако може субвенциите да се зголемат. Се уште тоа го пренесовме на институциите, сега нормално тој буџет не го дефинираме ние, го дефинира државата. Но реално сметам дека со ваквата криза која што е настаната, посебно со поскапувањата, може негативно да се одрази врз земјоделството, односно да се намалат површините кои што исто така не се толку големи, бидејќи ако на некој не му е рентабилно да произведува, производството му е поскапо од продажбата, нормално може и да определи, посебно за оние култури кои што се едногодишни, да мирува. Министерството за земјоделство веќе најави ваква мерка преку интервентниот фонд во вредност од 2 милиони евра, кои ќе бидат наменети за вештачки ѓубрива како приоритетна поддршка, но само за производителите на пченица и јачмен. Што со другите? Тие прашања ќе треба да се решаваат во од.